Александар Трајановски, кандидат на Гром за градоначалник на Скопје. Роден на 21. април 1986 година, тој е дипломиран правник по деловно право, љубител на спортот, особено кошарката. Во неговата работна кариера вршел раководни и менаџерски функции во неколку компании. Млад стопанственик кој уште на 25 години го основал својот прв бизнис. Неговата напредна визија и заложба е докажана со тоа што уште во 2012 година работи на проекти и алатки за дигитализација на неколку државни институции. Што ќе направите првата недела откако ќе станете градоначалник на Скопје? Најверојатно во неделата, ако е ден недела, убаво ќе се наспијам, а ако ги чекам резултатите до касно вечер, така да во понеделникот најверојатно ќе испијам кафе со вработените во градот Скопје, со раководителите на секторите и на оделенијата. Немаме многу време, градот мора веднаш да се фатат уздите и мислам дека треба да се почне со работа. Што е вашето решение за сообраќајниот метеж? Сообраќајниот метеж нема да може да го искорениме веднаш, приоритетно ќе биде да се сменат неколку решенија и константно и во континуитет да се работи на унапредувањето на сообраќајниците пред се. Во нашата програма предвидуваме 7 мостови, клучни се да се довршат овие два кои што се започнати или оставени. Зборувам за мостот на улицата Љубљанска кој што треба да се поврзе на улицата Скупи. Исто така и мостот генерал Михајло Апостолски кој што го поврзува аеродром со кисела водоносно кај керамидница кај автокоманда. Дополнително, знаете, генералниот урбанистички план на Скопје, неколку генерални урбанистички планови на Скопје предвидуваат и други премостување на реката Вардар, кои што сметам дека се многу клучни да се изработат за да се растерети градското централно јадро. Пред се тука исто во програмата го предвидуваме и мостот покрај Влада кој што треба од булеварот Климент Охридски да излезе на улицата Лазар Личеновски. Понатаму тој мост во проектите предвидува да се копаат оние фамозни тунели под Кале, но мислам дека со ова премостување доволно ќе се растерети мостот Гоце Делчев, како и приклучувањето и исклучувањето од градското подрачје. Во програмата го предвидуваме и мостот на Вардариште, односно поврзување на булеварот Февруарски поход во аеродром, се до улицата Перон Наков од другата страна исто така во општина Газибаба. Односно, буквално мост и улица која што поминуваат покрај болната точка на Скопје, Вардариште. Дополнително мене, ако ме прашате, следејќи ги светските трендови и примерите од европските метрополи и градови, ќе нас ни треба децентрализација во повеќе сегменти, особено кога зборуваме за сообраќајот, сметам дека сообраќајната полиција треба целосно да потпадне под ингеренциите на градот, затоа што знаете, има нелогичности од аспект на тоа што градот и општините инвестираат огромни суми на пари, милиони евра на граѓаните во инфраструктура за изработка на улици и булевари, а например санкционирањето на сообраќајните прекршоци завршува во некој друг џеп кој што потоа многу мал сегмент од тие средства одат на контото на градот. Најактуелен проблем во моментов се Вардариште и Дрисла. Имате ли некои конкретни решенија за тие депонии? Вардариште и Дрисла се еден од проблемите кои што се актуелни изминатиот месец. Иначе градот Скопје постојано има проблем со создавање на диви депонии, и несовесно одлагање на шутот и на ѓубрето. Знаете, во програмата предвидуваме формирање на комунална полиција за која што секако ќе ни треба слух и соработка од централната власт и особено од парламентот кој што мора да го донесе законот. Размислуваме во насока дека комуналната полиција е единствена институција која што би можело да превенира вакви случувања и настани, да со тоа што би ја опремиле со современа опрема, со беспилотни летала, со термални сензори кои што можат да детектираат каде почнува пожарно жариште, каде некој потпалува или каде фрла отпад. Кога зборуваме за комуналната полиција, исто така сметам дека со граѓаните може да има комуникација на начин што би ги едуцирала прво што е добро, што не е добро, не да иде во насока све на санкционирање од паричен аспект. Каков е планот да го исчистите ѓубрето од градот и за време на вашиот мандат градот да биде чист? Ке нас од избори на избори некако ѓубрето постојано се држи како политичка тема и логиката на политичките центри кои што ја наметнуваат тезата е дека општинските градоначалници се оние кои што всушност се најодговорни за
ѓубрето во општината. Знаете, и они се први на ударна критика дека општината не е исчистена, дека ѓубрето стои. Така да, ако логиката на политичките центри за преписка е таква и граѓаните така ја абсорбираат и ја перцепираат, зашто да не биде така? Јас, например, предвидувам расформирање на комуналната хигиена, на јавното предпријатие, да дисперзираме таа услуга кон општините, кои што сметам дека можат директно и непосредно најефикасно да го подигаат отпадот и ѓубрето од контејнерите. Опремата што ја поседува комуналната хигиена ќе ја расходуваме, односно ќе ја доделиме на општините, а исто така ќе ја доделиме и дисперзираме комуналната такса или надоместот кој што го собира градот Скопје, ќе го поделиме по општините. Дрисла би ја задржиле со управување и токму од она што ќе го соберат општинските камиони со ѓубре би го депонирале таму каде што ние би ја унапредиле опремата и технологијата во Дрисла за селекција на отпад, за да можеме од отпадот да се произведуваат суровини и реагенции, од кои што потоа би можеле да се прават секундарни производи. Во 21 век, 2025 година, и јас како советник во 2 мандати, вработени во градот Скопје и од комунална хигиена, сме имале прилика да видиме примери во другите градови. Јас лично сум бил во Истанбул, во Виена, во Љубљана, во Берлин, каде што сме имале сведоштво на вистински ефикасни системи на собирање и на обработка на отпадот и како може истото тоа да биде процесирано, да добивате реагенции и продукти кои што потоа градот би можел да ги користи во други насоки. Какви, додека сте градоначалник, ќе бидат јавните предпријатија кои со години се некои вечни загубари, примаат субвенции? Дали имате конкретни решенија за унапредување на нивната работа се во цел за подобро на граѓаните на Скопје? Конкретно ви кажав, комуналната хигиена е прва што сметам дека ефикасноста, не дека имам намера да ја затворам. Мене ако ме прашате, јавно предпријатие кое што е во интерес на граѓаните, приоритетна дејност или цел не може да биде профитабилно. Значи, првичната услуга на јавните предпријатија е да бидат во интерес на граѓаните. Знаете, на претходните избори имавме ветување дека јавниот превоз ќе биде бесплатен. Вие ако ги земете сегментарно, врз основа на законите кои што се донесени и одлуките од влада на некои претходни гарнитури на влада, значи тоа се било субвенционирано. Например, кај нас со закон е донесено пензионерите да се возат без пари. Одлука на владата е потоа истата мерка да биде продлабочена со студентите и средношколците. Сега, дисконтинуитетот на владите кај нас не овозможува овие одлуки да прераснат исто така во закони за да можеме да добиеме целосни групи на граѓани кои што ќе бидат корисници на бесплатен јавен превоз, него оставено на милост и немилост на некоја гарнитура на влада, дали ќе ја донесе повторно одлуката за таа група на граѓани да превозот биде бесплатен. И затоа конфликтот е најчесто дали студентите ќе се возат без пари или не. Во однос на јавното сообраќајно предпријатие точно е дека е под ингеренција на градот Скопје. Но јавното сообраќајно предпријатие е предпријатие од стратешки интерес на државата. Со него не се возат само скопски студенти, него се возат студенти од целата држава. Исто така и пензионери. Затоа сметам дека и владата тука мораше да има постојан и константна поддршка за функционирањето на јавното предпријатие. Дополнително и останатите јавни предпријатија, некои се профитабилни, некои не се, но повторно ќе напоменам. Сметам дека оние кои што се надвор од дискурсот за кој што се основани, во нашата програма предвидуваме нивно редефинирање или целосно распуштање. Второто предпријатие кое што исто така сметам дека треба да припадне во управување на општините, односно да биде дисперзирано, е паркови и зеленило. Големиот дел од општините веќе имаат јавни односно комунални предпријатија, некои имаат цели оделенија на вработени кои што се грижат за чистотата и за одржување на населените површини, така да исто со самата такса која што е предвидена за одржување на паркови и зеленило, доколку би ја поделили и ја предадеме на општините, мислам дека и они ќе добијат голем ветар во грбот и поддршка да можат да набават и опрема, да вработат и повеќе луѓе ако треба, за да сето ова биде еден ланчен систем и секако систем на децентрализација на обврските и на средствата, за кое што јас се залагам. Бездомните куќиња се сериозен проблем во градот. Некои предлози конкретни сигурно имате за тоа прашање?
Сметам дека бездомните куќиња не се проблем на градот, а бездомните куќиња се проблем кој што произлегува од несовесните собственици и нашите несовесни соседи во околината на градот Скопје. Знаете, сведоци сме на постојан дотур на улични куќиња од другите градови, но полицијата кај нас исто така не може да го превенира овој чин кој што се случува постојано. Тие го констатираат само, имаме камери на улиците на кои што се гледаат камиони од соседните градови како се носат во Скопје и се истураат голем број на куќиња на различни локации во градот. Вториот проблем на кој што сметам дека највеќе треба да се посвети внимание е неконтролираното размножување на куќињата во периферните и руралните средини во околината. Јавното претпријатие Лајка во моментов сметам дека од аспект на ресурсите и капацитетите со кои што се располага добро се справува, значи системот залови, стерилизира и врати на локација добро функционира, но постојаниот прилив на нови куќиња е проблемот кој што не можеме да го предвидиме и не можеме да го контролираме. Главните градови во регионот издвојуваат сериозни средства за младите и спортот. Дали е тоа во вашата агенда за наредните 4 години? Јас како поранешен спортист секако се залагам за унапредување на спортот, но од аспект на ингеренциите градот Скопје ги покрива исклучиво средните школи и средношколските лиги. Така да во насока на тоа, да, можам да кажам дека би потврдил дека ќе и во програмата го предвидуваме, значи унапредување на средношколските лиги, враќање на нивната компетитивност како на некои поранешни времења, ајде да не речам од времето на Југославија, затоа што тогаш сметам дека средношколската возраст е она каде што младите најчесто одлучуваат дали ќе бидат професионални спортисти или ќе останат рекреативци до крајот на својот живот. Јас имав прилика да бидам дел од средношколска лига која што беше доста компетитивна, иначе за оние кои што не знаат, јас сум поранешен кошаркар и кошарката ми е еден од омилените спортови. Така да, би ги унапредил. Прво треба да ги створиме условите. Поголемиот дел од средните училишта секако имаат спортски сали, но треба да се создадат услови за користење на спортските капацитети во средните училишта во текот на целата година, секако и другите спортови, не само кошарка, зборуваме за фудбал, одбојка, ракомет обавезно како еден од најпопуларните спортови и најафирмираните спортови на Скопје и на наша држава. Стипендирање исто така на оние кои што се освојувачи на награда и не само спортисти, него буквално се што доаѓа од средното образование, напредни деца, освојувачи на меѓународни награди, поттикнување на учество на меѓународни надпревари по природно-научни, например математика, физика, хемија, особено затоа што сметам дека се овие доста дефицитарни струки кај нас и ние мораме уште од млади години да ги поттикнеме нашите идни генерации да се занимаваат со овие науки и секако да продуцираме кадри кои што ќе можат понатаму да бидат на располагање пред се на образовниот систем, како да речеме наставници, професори по овие предмети или нешто повеќе. Скопје е претворено во градежна зона. Насекаде се гради, велат на штета на зелените површини. Дали имате некоја визија како понатаму би се ширил градот, а да се задржат тие зелени површини? Статистички Скопје не му недостасува зеленило, освен на централното градско подрачје. Може би аеродром во последниот период. Значи, збориме на оние светски коти на квадрат зеленило по глава на жител. Неконтролираното градење кај нас е, знаете како, поделено за да не може да се реши. Ако сакаме да го решиме овој проблем и девијација на нашето општество, ние мораме да ги обединиме институциите. Кај нас најголемиот проблем е соработка на институциите, веќе го кажав тој, и префрлањето на врските ингеренциите, најчесто на пресконференции скачаат ги дигаат раменјата, ние не сме оваа институција. Доколку ја добивам довербата на граѓаните, ќе сакам објектот на градска пошта да биде доделен на градот Скопје,
така да тоа би го претвориле во еден генерален урбанистички центар за планирање, како што има и секој град, каде и да сум бил во светот, дали во Америка, во Европа, да не ги набројувам градовите, секој град си има посебен, се вика Urban Planning Center, каде што можете да имате увид на целокупниот развој на еден град, цели генерални урбанистички планови, макети, дигитални представи од сите детални урбанистички планови, во која насока се развива градот, каде се гради, каде се руши и што е предвидено во која насока да се движи. Ние такво нешто немаме и сметам дека мораме да идеме во таа насока. Кажав Државниот градежен инспекторат дека не функционира. Моето познавање кажа исто така е дека општините кубурат со градежни инспектори, затоа и не можат да постигнат нити па да пресретнат дивоград били градени на нелегални објекти. Дел од оваа институција исто така предвидува, например, централно тело на инспекторат, каде што градот Скопје би ги превзел надлежностите од аспект на мониторингот и градежните интервенции. Би вработиле повеќе инспектори, за да можеме постојано да бидеме на терен и постојано да се внимава на целокупната територија на градот Скопје, што се гради, кој гради и дали таа градба е по сите безбедносни пред се аспекти, а потоа и по сите стандарди и параметри кои што ја добиле како дозвола за градба. Ние не знаеме на 20 метра од овде што ќе се случува или што се гради, така да мислам дека од тој аспект доколку направиме такво нешто, граѓаните прво ќе се релаксираат од аверзијата дека во градов треба да се гради, пошто мене ако ме прашате треба да се гради, само треба сите да знаат што се гради и во која насока се движи урбанизацијата. Каква ќе биде вашата кампања? Кампањата уште од самиот старт ја водам исклучиво со позитивен акцент. Сметам дека граѓаните треба да добијат конкретна понуда за решенијата, таков ни е и слоганот, повеќе резултати, помалку изговори и искуство за успех. Јас го имам искуството преку Советот, преку мојата меѓународна соработка со преку 30 градоначалници и општини од Европа, од регионот и од други континенти. На мојата страна како носител на листа го имам Ристо Пенов. Мислам дека поранешен градоначалник на Скопје, човек кој што има оставено свој печат на градот, а позади мене ја треба да оправдам довербата на еден од најдобрите градоначалници што Македонија го имала, тој е господин Стефче Акимовски. Така да мислам дека имам што да им понудам на граѓаните. Сметам дека граѓаните ќе препознаат добри резултати и добри дни на градот во она што имам јас да го кажам и го нудам како програма за овие избори и секако се надевам на нивната поддршка. Можете ли да ни кажете нешто приватно за вас, како иден татко на град Скопје, што граѓаните би требало да го знаат? Човек кој што сака да работи, сака да остварува, така засакав и политиката. Од секогаш сум се предизвикал самиот себе си дека можам подобро и дека она што се случува може да биде уште подобро. Затоа и се нафатив на оваа кампања, затоа што градот не е во една девастирачка состојба, иако како член од Советот пробував да најдам и компромис и разум меѓу политичките групации кои што буквално ги оставија граѓаните да патат и да страдаат. Сметам дека со разум и со малку поголема поддршка би можеле многу повеќе да постигнеме заедно. Затоа сум и овде, ја барам нивната доверба и ветувам дека нема да ги разочарам.